Ќе се дружиме со Кате и тоа ја имаме во незиното линковско вклучување. Чинам дека според незините најави, она што ни го каже во СОС Детското село за нова мисија, за она што тие имаат да ви го соопштат и впрочем што се новитетите од таму, како можете и хумано вие да се вклучите, токму Кате во следните минути. Повели Кате. Така е. Но не сме во СОС Детското село, туку сме во една кампања која што значи надвор. Нели, фейсери како некој кој што имаат одлична кампања, ајде да менуваме животи, и убав е слоганот, убав е насловот, ајде сите заедно да менуваме животи. Овде со мене се Ана Ивановска, тука до мене е Нела Мојсовска и Игор Димовски. Тоа се фейсерите кои што ќе ни кажат одблиску како реагираат луѓето кога ќе се соочат со оваа интересна кампања, начин, помош за сите оние деца кои што се без родители, кои што се во социјален ризик и кои што се деца во згрижувачки семејства. Всушност, Ана, СОС Детското село секогаш има потреба од донатори, особено вакви индивидуални и посветени донатори. Многу интересна кампања, може ли збор кога почна, чија беше идејата? Да, се разбира. Станува збор за кампањата Ајде да менуваме животи, се однесува на индивидуално посветено донаторство. Значи, тука се засегнати, зборуваме за сите наши СОС пријатели, индивидуалци, физички лица, кои што сакаат да ги поддржат децата без родители, родителска грижа, но и оние во социјален ризик. Кампањата почна минатиот септември, минатата година, значи веќе 10 месеци сме на терен. Одзивот на граѓаните е одличен и всушност на граѓаните јасно им е дека нашата мисијата и работата на СОС Детско село се возможни токму и само со нивна помош, само со поддршката од нашите СОС пријатели, од донаторите, од поддржувачите и така натаму. Така, но досега не сте имале ваков принцип, да речеме, на индивидуално донаторство, каде што лице в лице ќе им објасните на луѓето што значи, нели, самиот некако да се почувствуваш поубаво на тој начин кога месечно ќе издвојуваш од твојот семен буџет, кој што, како велат вашите фейсери, нема да биде нешто многу за тебе, нели, за нас како семејства, но ќе бидете како доволно за сите оние кои што се во СОС Детското село. Токму тоа е поентата, да. Граѓаните по своја желба и согласно своите можности, својот буџет, нели, секој колку сака и колку може да издвои, но сепак со тоа малку може многу да помогне за сите оние дечиња кои што добиваат поддршка од СОС Детско село. Да, сега имате единствена можност, значи малку е специфичен, да кажеме, можеби интересен овој проект за граѓаните, затоа што имаат можност во живо, на лице место, на терен, да ги сретнат нашите СОС представници. Тие се препознатливи секогаш, носат портокалови мајчки се брендирани, носат секогаш ID картичка, носат секогаш со себе таблети со единствена и безбедна и сигурна апликација, бидејќи донирањето е онлайн и всушност на терен застануваат, ги сослушуваат. Воглавно сите ја знаат работата на СОС Детско село, меѓутоа ако имаат некој дополнително прашање, нели нашите СОС представници се тука да им одговорат, да им објаснат. Одзивот е огромен, прекрасен, јас сме многу задоволни. Така, но еве уште една можност да ги потсетиме луѓето и да им кажеме на каде се наоѓаат фейсерите. Да, нашите СОС представници се наоѓаат на различни локации низ Скопје. Воглавно тоа се моловите, меѓутоа и многу отворени фреквентни локации каде што во принцип луѓето се движат. Она што е новина е од пред 15 дена почнавме да работиме и на територија на градот Охрид. Така да, доколку некој не е во Скопје, оди на одмор во Охрид, може таму да ги сретне нашите СОС представници. Тука се и тие. Нела и Игор, ви благодарам за ова искуство кое што ќе ни го споделите. Нела, колку време сте прво ова што сте, нели, колку време помагате на некој начин за сите оние дечиња кои што чекаат помош во СОС Детското село? Да, како што кажа Ана, значи проектот е веќе од септември 2021 година. Јас Игор сме од самиот почеток? Да, не, јас сум од април, Игор е од јуни, значи сме прилично, да речеме, нели, нови во оваа работа, меѓутоа навистина си ја сакаме работата, сакаме да им помагаме на луѓето. Не секогаш, нели, знае да биде едноставно, меѓутоа многу е благородно тоа што го правиме и навистина децата секогаш ни се упозадина кога, нели, нивните ликови. Така е, да. Добро, Нела, може ли да ни објасните одблиску, еве, веројатно и нашата камера, се договоривме на овој начин да им објасниме на луѓето
луѓето, значи кој е принципот кога некој ќе дојде овде, нели инаку се наоѓаме кај фонтана. Затоа Бојрум имате цел ден, така ќе сте овде, нели Нела Игор сте овде, ве чекаат лице в лице да ви објаснат што значи да се биде индивидуален во исто време и посветен донатор. Нела, дали може да ни го објасниш сега процесот на донирање? Значи станува збор за многу едноставна онлайн донација, како што кажа Ана, многу е безбедно. Значи се што треба да направи донаторот е да избере сума која што нема да го оптерети неговиот семеен буџет или незиниот, името, незино презимето, запишуваме и само имейл адреса и телефон, или за уште еднаш да им се заблагодариме што станале наши SOS пријатели. Потоа само треба донаторите да ги штоклираат овие две форми, дека се согласуваат да биде нели донацијата на месечно ниво и дека се согласуваат нели да ги зачуваме податоците, значи ние ги зачуваме само овие податоци од донаторската форма. Потоа доаѓаме до делот за донација, каде што се поврзуваме со банка. Значи тие податоци остануваат во банката. Ние немаме никаков пристап до податоците од картичката на донаторите. Но имате срекни лица овде кои што ги паметите како некој кој што реагираат убаво кога ќе се спомене SOS детското село и сите оние муабети околу тоа. Да. Игор, дали може сега дали е добро вака и дали се слушаме, Игор, да ни раскажеш какво е чувството или какви се реакциите на луѓето кога ќе дојдат овде и кога вие ќе почнете да ми објаснувате што е приказната на SOS детското село. Така, јас сум дел од тимот SOS представници на терен. Ние сме група од 10 фесери кои секој ден во различни смени сме во контакт со луѓето кои би сакале да донираат за SOS детско село и да остварат мисијата на SOS детско село за овие дечиња без родители да имаат топол дом, грижа и образование. Реакцијата односно фидбекот од граѓаните е многу позитивна, сите се љубезни, не се ослушуваат, ја прифаќаат нашата кауза што им ја презентираме. Нормално помага кој колку може во рамките на неговите финансиски можности, пошто целта е оваа доброволна донација, да не им оди на штета на семејниот буџет, но ние сме премногу задоволни, како јас така и колегите. Еве колку за илустрација на изминатиот месец имавме преку 100 нови SOS пријатели, така што фидбекот е многу позитивен. Јас сум пресреќен што може да заработам во оваа организација. Така. Какви се реакциите пак на вашите пријатели кога ќе слушнат што работите? Моите пријатели се воодушевени секако, ми честитаат за изборот, бидејќи ова е една ретка професија, хумана работа секако. Не само јас и луѓето што работат овде се пред се големи хуманисти, бидејќи ова е чиста кауза кај што им помага на овие деца кои по низа околности се во оваа ситуација во која што се да имаат нормално детство како и останатите деца кои се со родители. Така. Како фесирите се дружите меѓусебно, си разменувате искуства, како десетина сте така низ градов никаде низ Скопје? Како одат работите? Нела, може би вие? Па реално знаете како навистина е чест да се биде дел од овој тим, затоа што стварно како што кажа Игор станува збор навистина за хумани луѓе, не секој може да ја работи оваа работа и затоа мислам дека и онака тимскиот дух ни е на едно многу високо ниво, значи сите ние и приватно се дружиме и онака сакаме нели да си споделуваме искуства за на терен, меѓутоа и надвор од нашите приватни животи. Така е, да. И сега уште еднаш потсетување 500, 700, 1000 и меѓутоа може да се избере и друга сума. Значи тоа е на месечно ниво, само да се договориме. На месечно ниво. И она што е добро и она што треба да го кажеме дека тука се луѓето да тој месечен надоместок да речеме го донираат секој месец, така во текот на годината или тие решаваат дали една година или можеби повеќе години, така Да, нормално во зависност од нивните можности, нели, меѓутоа да биде континуирана поддршката, да не станува збор нели само за еднократна поддршка. Така е, да. Сега, што да ви кажам, освен да ви кажам дека фесирите ќе ги видите, тие имаат една навистина благородна работа, а вашата благородна работа е можеби да поминете овде, фонтана во парк, едно од местата и ајде сите заедно да менуваме животи.